Опозицијата во Советот предводена од СДСМ денеска пред почетокот на 10-та седница најави дека нема да учествува во денешната расправа по дневниот ред. Со ова тие се приклучуваат кон протестите на СДСМ по повод најавата за апсење на претседавачот на Советот на општина Центар Мирослав Шиповиќ. Обидите со недемократски средства да се посегне насилно, да се промени мнозинството во Советот на општина Центар, обидите од страна на власта да одземе советници на коалицијата Сојуз за еднината на Македонија, како што е случајот во Велес, како советници силно ги осудуваме. За СДСМ акцијата претседавач е монтиран случај и обвиненијата на сметка на Шиповиќ се со единствена цел да се рекомпонира Советот во Центар и да се спречи објавувањето на документи за Скопје 2014, но и за други случаи каде луѓе од власта се вмешани во криминал и корупција. Поради ова, велешките опозицијски советници одлучиле денеска да ја бойкотираат 10-та седница, со што сакаат да испратат порака до актуелната власт. Се очекува во текот на денот од Социјалдемократскиот сојуз да соопштат и кои останати мерки ќе ги превземат во знак на протест. Претседателот на Советот на општина Центар Мирослав Шиповиќ утре се враќа во Македонија. Се очекува на Скопскиот аеродром покрај полицијата да биде пречекан и од членови и симпатизери на СДСМ. Општина Велес повторно ги повика сопствениците на камп Приколките да ги отстранат истите поради отпочнување на проектот за изградба на водоводна мрежа за снабдување со вода за пиење во околината на езерото Младост. Приколките треба да се отстранат бидејќи каде што се тие поставени минува трасата за главната водоводна цевка за снабдување на околината на езерото со вода за пиење. Проект со кој општина Велес се задолжи кај Светската банка. Докато што завршува првата фаза на проектот, ние ќе продолжиме да ја правиме трасата водоводната и уште една траса ќе правиме канализациона, значи од самиот почеток кај што завршува сега проектот, лево се одвојуваме со водоснабдителниот систем за мотелите, за виќет на селбата, за Новачани. Истиот проект продолжува потоа на десната страна, во фатот према населбата Отовица. Истовремено од почетокот каде што е сега сместено моментално против пожарното друштво Видра, се почиња канализациониот систем до колекторот. На сите објекти залепено известување дека е потребно бесправно поставените приколки да се иселат поради изведување на градежни работи. Десетина собственици веќе разговарале со градоначалникот Шадиев и ги отстраниле своите приколки. Од локалната самоуправа велат дека доколку собствениците на останатите приколки не го сторат истото, тие ќе бидат приморани истите да ги отстранат. Дали они ќе ги подигнат или не, ние не можеме да дозволиме да касниме со градежните работи. Кога треба да отпочнат? Работите секој момент, касниме веќе. Работите треба да се почнати веќе. Едноставно, нема да дозволиме никој да го спречи проектот. Тоа веќе го рачунам за спречување на проектот за водоснабдување на езерото Младост и ние ќе ги отстраниме тие приколки по секоја цена. Значи, проектот мора да се заврши. Ние подигнавме кредит од Светската банка. Имавме таква прилика да видиме првата општина во Република Македонија што успеа да добие дозвола да земе кредит благодарение на нашиот кредитен рейтинг. Камп Приколките од езерото Младост требаше да се отстранат до 1 октомври, вели градоначалникот Чадиев. Инок општината добила 50 дена да го заврши проектот за изградба на водоводна мрежа, но поради несовесните собственици на камп Приколките, започнувањето на градежните работи касни веќе 15 дена. За овој проект општина Велес кај Светската банка се задолжила со околу 700.000 евра. Единаесети октомври оваа година беше игнориран со непоставување на државни знамења во градот од страна на локалните власти. Ова беше забележено од Социјалдемократскиот сојуз. На денешната пресконференција тие истакнаа дека Велес во петокот наликувал на Струга, бидејќи граѓаните на Струга веќе неколку години за државните празници не може да видат како се вее македонското знаме. СДСМ преку слики покажаа дека во петокот во Велес немаше поставено ниту едно знаме. Ова се фотографии од главните улици Благој Ѓорев и Димитар Влахов. На овие улици велешани беа сведоци дека локалната власт не постави на ниту едно државно знаме, иако се најфреквентни во градот. Од друга страна, на улица Димитар Влахов можеме да видиме како се веат знамења, но само партиски,
на владачката ВМРО-ДПМН. Ова е срамота. Од опозицијата сметаат дека ваквата постапка на локалната власт нема оправдување. Воедно напоменаат дека непоставувањето на државните знамења на Денот на борецот и антифашистичкото востание на македонскиот народ не е случајно. Ако некои сакаат да го минимизираат 11 октомври и неговата големина, како и големината и жртвата на партизаните, нека кажат. Воспротивно, ако е случајно, сметаме дека локалната власт предводена од ВМРО-ДПМН треба да се извини на Велешани за ова непоставување на државни знамења. Најостро реагираме на односот на локалната власт предводена од ВМРО-ДПМН кон празникот 11 октомври и кон граѓаните на општина Велес. На пресконференцијата Социјалдемократскиот сојуз ја запраша актуелната локална власт дали овој однос на непоставување на државни знамења го заслужуваат граѓаните на Велес. Треба ли Велес да наликува на струга и да нема поставено државно знаме на Република Македонија на вака голем празник како што е 11 октомври? Од локалната самоуправа пак вела дека на сите места утврдени за поставување знамења низ градот е дополнително на спомен костурницата на 10.10.2013 година беа поставени, а на 12 беа извадени. Знамењата ги постави јавното комунално претпријатие Дервен по налог добиен од општина Велес. Од општината велат дека некоректно е преку партиска говорница да се упатува порака дека општината се обидува да игнорира борците кои се бореле за оваа земја. Тоа е во спротивност на достоинството на сите граѓани на општина Велес. Децата од прешколска возраст па и они од основните и средните училишта спортуваа за време на неделата на движењето кое се спроведе и во Велес. Во организација на Федерацијата за рекреативен спорт се одржаа игри без граници за децата од прво до петто одделение во основното училиште Кирило и Методи, отворен аеробик час во гимназијата Кочо Рацин, а за децата од прешколска возраст беа организирани мини олимписки игри. Денеска дечињата прво нешто што ќе направиме е едно класично загревање, односно вежби за обликување за дечињата, каде што нашата цел е од мали нозе да ги научиме на здрав начин на живот, односно да почнат да спортуваат. После понатаму, овие реквизити што ги гледаме позади мене се направени полигони каде што ќе има детски, односно мини детски олимписки игри. Мала олимпијада веќе неколку години организираат и од самата детска градинка Димче Мирчев. Таа вообичаено се одржува во месец јуни, а овој пат оваа активност на Федерацијата за рекреативен спорт се поклопи со одбележувањето на неделата на детето. Затоа заеднички го посветивме денешното спортување на дечињата, на најмладите и со ова покажавме дека спортот како активност е мощна и значајна во нашата установа и дека ние спортуваме секојдневно. Во денешната активност спортуваме заедно, учествуваат големите групи од нашата установа, тоа се 10 групи на дечиња сместени во 6 објекти, некаде околу 300 деца. Истите ќе спортуваат заедно со вработените од градинката, со родителите, ќе им покажат на сите колку спортот е важен и колку ние спортот го сакаме. Под мотото "Пронајди го твоето движење", широм Европа, целата измината недела беа организирани рекреативни спортски активности. Како покровители на активностите се јавуваат Агенцијата за млади и спорт и Меѓународната асоцијација за спорт и култура ИСКА од Копенхаген.